денес во бекстејдж, малку во гужва, меѓутоа за нас одвои време Мартија Станојковиќ. Многу ми е драго што си ни денес гостинка. Како се чувствувам? Гледам се разладуваш со кисела вода. Пијам кисела вода, многу ретко, но вака на топли денови, како што ни почна... Жувчанка. Да, како што ни почна летово, некако ни треба малце да се освежиме, да се разладиме. Малци и во гужвици, но сега се стабилизиравме и може да почнеме. Мартија, каде си и што правиш периодов? Прво не интересира како ти е замислено летото, како ти е конципирано, имаш обврски, одмараш? Јас сум личност која што секогаш сака да има ангажмани и обврски, значи не можам да седам во место и да не правам ништо. Иако не го објавувам сето тоа на Инстаграм и на социјалните мрежи, јас нонстоп сум окупирана со стварање на моја музика. Нормално на мојот албум, што ќе излезе не знам кога. Работам на многу нови песни, на едната најверојатно ќе ја пуштам летово, се надевам ако се оди по план. Други планови за лето, освен тоа што вежбам секој ден и што јадам здраво, ми е да прошетам ако стигнам на море некаде. Сигурно ќе прошетам, се уште немам испланирано. Јас така адхок во 3 минути си го планирам одморот. Сега, кога сме веќе со акцент на музиката, со феномен која што стана апсолутен хит, ја слуша од 7 до 77, некако ги подигна сите, внесе некој убав вајб, некоја убава енергија на естрадата. Дали сметаш дека малку си зададе тешка задача да го надминеш тој хит и дали очекуваше дека ќе биде толку вртена, толку слушана? Па, секоја песна што ја работам ми е нов предизвик. Нормално, како феномен што ми беше во тој момент, и следната ми е, и следната ке ми е. Значи, секогаш си поставувам нови цели. Нормално дека ќе биде предизвикувачки секогаш да го надминеш достигнатото. Тоа ми е некоја мотивација во пуштање на нова музика. Очекував дека ќе биде слушана, затоа што можам да кажам дека најмногу се вложив в себе си, најмногу ја покажав мојата страна, мојата личност во песната, да кажам. И мислам дека поради тоа баш и песната помина така како што помина и многу ми е драго. Се трудам секогаш во мојата музика да сум најмногу јас. Значи, да можам да искажам на вистина што чувствувам, да го почувствуваат тоа и моите слушатели, затоа што така вистински ќе се осети вистинската емоција, како да кажам, значи како што треба. Еден за друг би убиле, ако сме заедно би полудиле. Без тебе нема ноќ, нема ден, ја и ти сме феномен. Еден за друг би убиле, ако сме заедно би полудиле. Не криеш веќе и на социјалните мрежи гледаме дека си заљубена, претпоставувам. Да, сум заљубена, тоа не е тајна. Ниту пак сакам да го крием. Како се одлучи јавно да споделиш и што е она што ти дава некоја, да речеме, сигурност база, бидејќи како што кажа, во повеќето сегменти од животот си бараш мир? Па вака, сигурност. Едноставно јас живеам во моментот, се препуштам во моментот. Скоро веќе повеќе од 2 години сме заедно. Животот е една приказна во која што не можеме да предвидиме што ќе се случи понатаму, но пак ќе кажам, живеам во моментот, гледам да сум среќна и не ми е проблем убавите моменти да ги споделам и со вас. Сега веќе кога сме кај спротивниот пол, кои се оние квалитети кои најмногу ги цениш кај мажите и со што те освои твојот партнер воедно? Па ајде ке зборувам во глобала за сите луѓе, значи без разлика маж, жена. Многу ми е битно лојалноста, многу ми е битна почита и довербата. Значи тие 3 работи ми се најбитни. Јас сум личност која што многу време гради доверба со некој човек, меѓутоа во една мана, така гледам некако на таа работа, може да ми се сруши довербата, значи во еден момент. Не сум личност која што дава многу шанси. Така што
некои знаат. Се трудам да не сум толку ригорозна во тој поглед, меѓутоа како и секој човек ние си имаме своја приказна, своји искуства кои што не градат како личности. Може би е негативна страна, може би е позитивна, не знам. Јас така функционирам и ако ги нема тие три основни работи кои што ги кажав, тешко дека ќе можеме во било каков однос јас и некој да функционираме. Дали другар, другарка, постојат работи преку кои не би преминала. Ако зборуваме за партнер, неверство, мислам, не би сакала ни да разговарам, нормално дека не би се потценила себе си и би останала со некој кој што ме преварил. Мислам, тоа не се случило и се надевам дека нема да се случи, но никогаш не би дозволила такво нешто. Имам многу други работи преку кои што не би преминала, затоа што ако не се совпаѓаат со првите три работи, со основните работи кои што ги прекршуваат границите на тоа, веројатно не би продолжил тој однос.